Добар криптоентузијасти, денес ќе имаме мала промена на планот. За жал нема да можам вечер да имам лайвстрим. Приватни обврски, знаете и сами, моментално сме буквално пред да добиеме нов член на семејството. Верувам дека се разбираме, верувам дека ќе ме сватите, но како што секогаш значи нема да ја оставиме без материјал. Подготвивме посебен прилог за геополитика со оглед на фактот дека не сме имале веќе некое време, каде што ќе разговараме за најбитните случувања конкретно првенствено во Венецуела, каде што е алармантна состојбата, а потоа нормално и за Русија. Со тоа што прво ќе почнеме од она што останува за оваа недела, тоа е уште во текот на утрешниот ден, 6-тиот дел од апдейт на портфолио, каде што ќе разговараме за PIT, Gnosis, Filecoin и ARK. Така да тоа се 4 коини кои што ги видите вработени во текот на утрешното видео. За жал за следната недела не можам да ви ветам ништо, со оглед на фактот дека, како што веќе кажавме, знаете и сами, фамилијата е на прво место, мораме тој да го следиме, а потоа продолжуваме со работа. Како што видовте во текот на вчерашниот ден имавме состанок на чело на сектата Гемиџија во Генералштабот, каде што се работи на првиот апдейт во нашиот roadmap за она што ќе се случува понатаму во нашиот проект. Има доста новитети, има многу интересни работи. Една од главните работи кои што се обидуваме да ги преминеме е да го надминеме оној гап на информации кои што го добивате во однос на содржини. Односно, доколку имаме денес геополитика, најчесто потребни се барем 2 недели за да имаме нов лайвстрим за геополитика, така да овие 2 недели имате така наречено гап за овие информации. Тоа се обидуваме да го надминеме, има многу интересен начин како најдовме тоа да го средиме, така да верувајте ми, ќе ви се допадне многу. Значи следуваат многу интересни содржини, следуваат многу добри апдејти, би рекол и на страната и на нашата работа. Останува се тоа да го спремиме и кога конечно ќе бидеме комплетирани со целата оваа, би рекол, фаза на апдейт на нашиот канал и на сето оно што го работиме, ќе го добиете потенцијално до крајот на оваа година во еден комплетен апдейт. Тоа е првата фаза од нашиот roadmap. Така да верувам ќе ви се допадне. Како што знаете, работиме за нашата земјица постојано. Првата работа за која што ќе разговараме денес е Венецуела. Значи, состојбата е доста алармантна и мораме да покриеме оваа тема. Мора да знаете што се случува моментално овде. Ова е потенцијално случување кое што може да предизвика промени на пазарите, највеќе нормално во однос на цените на нафтата, и затоа сакам да бидете детално информирани. Нормално дека ова е практично дел од мурика на стероиди, знаете и сами, ова е така наречено нивната геосфера на делување, па затоа и нормално, како што велат они сами, прават што сакаат, ова е нивен дел. И затоа сакам да го обелоденам ова, сакам да знаете точно што се случува и да знаете како се развива ова состојба моментално. Ова е самиот таймлайн за почетокот и напредокот на ударите врз бродови кои што се наоѓаат најчесто на брегот на Венецуела. Како што веќе кажавме во претходниот апдейт на геополитика и крипто, покажавме дека Венецуела, али апсолутно не е никаков голем фактор кога станува збор за транспорт и производство на дрога. Да, поминува, но најчесто најголемиот дел од ова што поминува останува во Венецуела. Така да веќе покажавме не од нивни репорти, туку од репорти на Обединетите нации, дека официјално не се користи Венецуела како голем хаб за транспорт и производство на дрога. Истото го потврдивме во пред 2 геополитика и крипто лайвстримови, во така речено 2 назад. Репорт на ДЕА, која што е агенција на Мурика, исклучиво за дрога, која што истото го потврди дека Венецуела не поседува ниту некои големи производствени капацитети, ниту пак е голем транспортен, би рекол, хаб за дрога до Америка. Така да се тоа што го гледа моментално е лага. Нема да го повторуваме, веќе е обработено, слободно погледнете го претходниот апдейт за геополитика и крипто. Она што треба да го разговараме еве како изгледа моментално, погледнете и сами, значи ова е по нивна одлука, никаков ниту авторитет имаат во овие води, ниту пак некој им дозволил, ниту се консултирале со некој, дури ни со сопствените органи, вклучувајќи го Конгресот кој што треба да одобри ваков тип на акции, ниту имаат дозвола, ниту се консултирале. 2 септември првиот брод, 15 септември, 19 септември третиот, 4, 5, 6, тоа се 7, 8, 9 и официјално 10 на 24 октомври, со тоа што последниот беше само пред неколку дена, тоа е 11-тиот,
на кои што беа убиени 14 цивили. Повторно, дали што и како имало на овие бродови е непотврдено. Тоа што има некакви видео снимки, тоа воопште ништо не објаснува, ниту пак нешто потврдува, ниту оправдува тоа што они го прават. И тоа повторно не го тврдам јас, туку го тврдат, би рекол, многу повисоки органи нормално во светов. Официјално ова е последното и официализирано, значи сите го потврдуваат дека Америка апсолутно бомбардира се што ќе текне на овој брег. Со тоа што, ако се сеќавате, ние уште во претходното видео јасно и гласно кажавме дека ово што они го прават е нелегално. Во тој момент, би рекол, правните субјекти само се запрашуваа самите себе си дали Америка има ингеренции да го прави тоа што го прави, за нормално да добиеме одговор од Обединетите нации, и тоа директно од шефот за човекови права, кој што вели сега шеф, како да го наречам, одговорен, најде. Главниот представник за човекови права на Обединетите нации, вика Мурика мора веднаш да престане да убива, така речено, луѓе на овие бродови, без разлика какви се тие бродови, затоа што вели ова представува extrajudicial killing, односно extrajudicial killing представува убиство надвор од легалниот систем. Америка нема апсолутно никакви ингеренции да действува во овие води. Апсолутно никакви. Значи, ниту своји лични, ниту меѓународни, никој не и дал било каков тип на дозвола да може ова да го прави. Од друга страна, уште еднаш ќе напоменам, нема апсолутно никакви докази, ако имаше, верувам дека до сега ќе ги презентираше, за да може ова да го оправда, така да ово што моментално го гледаме е апсолутно си правам што сакам, затоа што си можам. Од друга страна, знаеме што ова представува јасно, би рекол, начин како да се оправда инвазија на Венецуела. Причината, како и во претходните видеа, ќе спомнеме на крајот, мислам дека на сите ни е јасно, значи Венецуела е најбогата земја по резерви на нафта и негде 7 или 8 по резерви на газ. Моментално Мурика тоа не да го посакува, но нема како легално да го добие. Пробаа преку пуч, пробаа преку директно обид за атентат врз председателот на Венецуела. Тоа го покажавме во претходниот макроекономија и крипто, каде што разговаравме за Мурика на стероиди дел. Пробаа повторно пред само некој ден, повторно беа уапсени неколку луѓе кои што се обидуваа да направат атентат. На легален начин пробаа преку инвестирање, тоест финансирање на опозицијата, и тоа не им успеа. Они сами избраа, замислите, во Америка избраа, не знам, премиер на Венецуела, и тоа не им успеа. И сега веќе кога ништо од ова не успеа, нормално што е следно е да се најде начин како воено да се действува и да се сузбие моменталниот режим. Значи, ја не го зборувам ова режим затоа што е авторитативен режим, туку било кој тип на владење на една држава се нарекува режим. Само зависи дали е автократски, демократски и така натаму. Да не го сватите ова дека јас одобрувам дека Николас Мадуро е авторитет во однос на автократија или така натаму, наспротив, значи нема да налегуваме во тоа, тоа си е лична работа на Венецуела. Еве го ова, ако се сеќавате, од 15 октомври, каде што јавно ретардот Трамп буквално ги повика, каде што отворено се изјасни пред своите медиуми дека на својата агенција за нормално интелидженс, како што они го нарекуваат тоа, иначе тоа е и агенција за разузнавање и контраразузнавање, буквално и наложи да продолжи со активности со цел дестабилизација на Венецуела. Не, ова не се активности за сузбивање на некаков си криминал или картел, значи она што моментално го зборува активно е било каков тип на активности кои што треба директно да бидат насочени кон владењето на Венецуела, кон војската на Венецуела. Значи овдека отворено се зборува за удари и запирање на работата на администрацијата на Венецуела, не за некакви си картели. Со тоа што многу едноставно, наводно го поврзуваат Мадуро со дека истиот е уствари главен на некаков си картел, за кој што практично нема ни никакво реално според тоа што гледав, тој картел де Солес не постои. Тоа е некоја измишлјотина моментално, се измислуваат нешто колку да најдат начин како да изреагираат овдека и тоа да биде као наводно оправдано. Што значи дека они го поистоветуваат овој картел со администрацијата која што е на власт во Венецуела со цел да практично можат да реагираат и да прават што сакаат. Не забравяйте во исто време дека Венецуела е комунистичка земја која што моментално е на страната на Кина, е на страната на Русија и соработува со овие држави на кои што нормално
на Мурика не ја одговара, пак ќе напоменам, кога Украина сака да влезе во НАТО, тоа е нормално, тоа така треба да биде и Русија не смее да реагира, но кога Венецуела сака да соработува со Кина и со Русија, тоа не смее така, тоа било геостратешка сфера на Америка и не смееле Русија и Кина да се мешаат. Повторно, значи мурикански проектили во Киев на така речено 3000 км од Русија е нормално, но обратно ниту соработка ништо не е дозволено за средно и јужно американските нации. И еве како изгледа моментално, значи сателитски се поголем дел од муриканската флота се наоѓа во Карибите околу Венецуела. Значи ова е од 1 ноември утринава, значи се повеќе и повеќе, дури моментално според последните репорти се зборува дека најголемиот дел од муриканската флота во светот се наоѓа токму на оваа така наречено јужна командна единица, според нивните центри на контрола над војската, каде што сите знаеме зошто е овде, со тоа што овде ќе има малку подобра слика од самиот артикл, дека најголемиот дел, како што можеме да видиме, се наоѓаат апсолутно на сите страни околу Венецуела. Дополнително Панама, која што беше така речено окупирана пред само, како што знаете, половина година, со повторното носење на трупи во Панама, отварање на мурикански воени бази, кои што нормално беа присилно направени, нема дали сакате или не, ви се стовараат Јенки Дудл и никој не ве прашува ништо. Денеска добивме и дополнителни информации, а тоа е првата, дека официјално повторно се отвара стара воена база во Порто Рико, која што досега била затворена, повторно се активира и повторно ова се прави со цел да се донесат што повеќе трупи во овој регион за директно действување врз Венецуела. Следното го гледаме нормално и со Тринидад и Тобаго. Пред само неколку дена, значи ова е официјално на 1 ноември, но пред неколку дена истата ситуација во Тринидад и Тобаго беа донесени голема количина на воени бродови и им беше дозволено да се приземјат, односно да пристигнат во оваа земја и при тоа практично тоа е буквално само неколку километри од Венецуела. Така да во оваа ситуација тоа е доста проблематично. Иако има протести во сопствената земја поради оваа соработка, за тоа што на тој начин они директно ја загрозуваат соработката со Венецуела кога дозволуваат воени, така речено кериери, моментално огромни бродови да се приземјат на нивните пристаништа. Ова не е случајно. Видовме огромна количина на флота која што се наоѓа околу Венецуела и еве на пример ова е официјално 19 октомври. Последниот така речено апдейт за тоа колку голема флота, погледнете, имаме повеќе од 4500 маринци и морнарица нормално распределени во овој регион. Као што може да видиме дури овдека се запишани точно кој тип на брод и нели се наоѓа моментално овде заедно со леталата кои што се достапни преку овие бродови. Као што може да видите, истите имаат најголемиот и најновиот, само да го покажам овдека, каде е, значи кериер на, ако не сажам овој беше, не Иво Джима, туку беше некаков си генерал нешто, сега не можам да го најдам овдека, после отпосле е донесен, како и да е. Значи најголемиот и најновиот носач на авиони моментално во Америка е донесен на ова место со цел да превземе активност. И повторно, не е тоа дека ние очекуваме дека ќе се случи, тоа они самите го најавуваат тоа. Значи да се потсетиме, ние овие работи нормално се обидуваме пред време да ги увидиме, со цел да знаеме што ќе се случи и потенцијално што тоа би предизвикало на нашето портфолио и нормално откако се разговараше дека потенцијално ќе се случи во однос на провокациите кои што ги направи Америка, официјално ова е од денес, пред само 24 часа, слушнете што има да се каже од MSNBC. We're back with some breaking news. New reporting this morning that the U.S. is preparing to strike targets inside Venezuela, a major escalation against the Maduro regime. And this is according to the Miami Herald, which has sources with knowledge of the situation telling the paper the Trump administration has decided to attack military installations inside Venezuela, and they could come at any time. That is House member. Значи официјално ова доаѓа од Miami Herald вестникот, кој што наводно има официјални информации директно од Белата куќа дека ова е веќе одлучено, само прашање на време кога ќе се реализира. За жал, тоа е реалноста, сакам да ја знаете пред истата да настапи. Нормално поентата е да бидеме проактивни во вакви ситуации и да пробаме да
на некој начин анализираме пред да се случат овие работи и што потенцијално би очекувале од истите. Members from both sides of the aisle say they were left with more questions than answers after a classified briefing yesterday on the administration's strikes on alleged drug boats. Значи, вчера во текот на вчерашниот ден зборуваме за представници на Конгресот, беа така наречено повикани на оваа така наречено класифициран или тајна средба, каде што треба да им биде објаснето што ќе се прави, како ќе се прави, зошто е тоа така. Тоа е следната тема за која што ќе разговараме. Било каков тип на напад, почнување на војна агресија мора да биде одобрена од Конгресот во Америка. Само во екстремно ретки случаи, кога потенцијално Америка е нападната без притоа да има време или да се припреми оваа средба на Конгресот за да одлучи дали Америка е во воено стање, дали треба да одговори, дали треба да објави војна на одредена земја, само во тие состојби на претседателот му се дава така речено ургентна моќ да може да делува пред Конгресот да донесе одлука. Слично на тоа и во нашиот устав, каде што практично во најбрз рок, во на некој начин брзо темпо што може да се собере овој орган за да одлучи, тоа мора да биде направено за оваа одлука да биде демократски донесена, да не биде донесена од едно лице. Како во оваа ситуација? Значи, наместо да се одлучува во Конгресот, ние имаме обратна ситуација, овдека администрацијата веќе одлучила што ќе прави, сега само ги става пресвршен чин и ги известува што планира да направи во однос на нападите врз Венецуела и еве како тоа изгледа. There were not very good answers as to, what is the standard, what is occurring. Lawyers were supposed to be in the room, they were not. People were very frustrated in the information that was being provided. Am I leaving satisfied? Absolutely not. They just said that they can't answer these questions because the lawyers aren't here. They canceled having the lawyers here. Are you hearing from the right people? I don't know. I don't think so. Since early September, at least. Значи, ова се представници на Конгресот кои што излегуваат од овој состанок, кажувајќи дека прво требало да има соодветна количина на адвокати кои што треба нормално да кажат која е покриеноста на овие дејства кои што очигледно не биле овде. Што значи дека во целата оваа ситуација, како што видовте и сами директно од конгресмениве, се целосно незадоволни за тоа што ова се прави моментално под целосна тајност. Они дознаваат за овие работи очигледно преку телевизија, а не како што треба нормално директно од самата администрација. Ова се практично мапата на тоа се бродовите кои што се погодени на брегот со Венецуела и бродовите кои што се погодени од Колумбија па до јужната граница на Мексико. 61 people have been killed in 14 known strikes in the Caribbean and the Pacific. For more on this, let's bring in MSNBC senior national security reporter David Rode and retired commander of the United States Army Europe. Нема да разговарам премногу, сега овде интервју каде што разговараат со овие 20 стручњаци за тоа што мислат, дали ова дозволено, дали не. Значи, како што веќе кажа, во кратки црти, мислам дека повеќе од јасно е дали е или не е дозволено. Очигледно ова што го прават е комплетно противуставно и дека тоа е така и дека дури во самите војни структури има отпор на ова што моментално се случува. Слушнете го ова од пред 2 недели, но ова не е случајно моментално што го добивме овде. Secretary of Defense is announcing a top military commander who is in charge of the U.S. Southern Command is retiring now unexpectedly. Remember, this is the region, of course, where those escalating attacks against boats in the Caribbean, those boats off the coast of Venezuela that the Trump administration has said have narco-terrorists on board. We're just getting in a statement here from the Admiral, writing in part, "It's been an honor to serve our nation, the American people, and to support and defend the Constitution for more than 37 years. Secretary Hegseth says Admiral Alvin Halsey will retire at the end of this year." It's not clear why it's happening now, but it's coming, of course, as the president is stepping up that military campaign in the Caribbean, not just on the boat strikes you're seeing here, but as we reported right here last night with those authorization of the CIA operation inside Venezuela. We thank you for. Значи, како што можеме да видиме, моментално еден од најголемите проблеми официјално според тоа што го видовте и од изјавата во оваа ситуација на еден од адмиралите на американската војска, нормално овој адмиралот кој што е задолжен за
јужната команда, односно тој адмиралот под кој што покровителство се случува токму ова што моментално го гледаме, така да истиот си дава така речено оставка и официјално ќе биде заменет на некој 12 декември, ако не се лажам според она што беше кажано. Неофицијално од повеќе извори се зборува дека истиот адмирал бил против овие така речено убиства надвор од легалниот систем и дека тоа е главната причина поради која што практично оваа администрација го принудува да си даде отказ. Нема да реагуваме во толкување и мистерии дали тоа е така или не, воопште не е битно. Идејата е дека не се случува, замислите, во момент каде што е најактивна воена зона на Мурика, Венецуела, адмиралот кој што ја води оваа активна воена зона ви дава оставка. Значи сигурно не е случајно, очигледно и неговата војска се противи на ова што моментално се случува. И еве го артиклот Miami Herald, како што веќе спомнавме, кој што беше цитиран во MSNBC вестите, дека буквално според нивните сознанија, значи војската директно на Америка ќе завземе воени действија во Венецуела наскоро. Пак ќе кажам, дали тоа ќе биде веднаш, дали ќе биде денес, дали ќе биде за недела дена, не можеме да знаеме, но ова не е случајно, гледаме дека насекаде се зборува за истава оваа тема. И уште еднаш, погледнете и сами. Значи, членови на Конгресот веќе направија еден обид, исто и Сенатот, да го прекинат ова воено дејство против Венецуела. Значи, голем дел и од едната и од другата страна на Конгресот, и републиканци и демократи, зборуваат за тоа дека прво немаат скоро никакви вести, значи погледнете, немаат информации за тоа што моментално се случува и дали се напаѓа, зошто се напаѓа, кој им дозволил. Значи, замислете, ова е органот кој што треба да одлучи за воени дејствија и овој орган нема доволно информации за воени дејствија, замислете. Значи, само да ви објаснам колку голем башибузук е моментално станата Америка, со тоа што првиот обид на ниво на Сенат да биде запрена администрацијата, значи е за жал така речено победен со поголема количина на републикански гласови, автоматски одлуките на претседателот остануваат во сила и според ово што моментално гледаме, еден од представниците на Сенатот од Кентаки моментално спрема повторно, и тоа замислите овој републикански сенатор, спрема повторно обид да се врати овој предлог за спречување на Трамп да ги врши овие дејства и понатаму врз Венецуела, нормално и потенцијално овој напад кој што го очекуваме. И повеќе од јасно, мислам дека веќе на птиците на небото им е јасно, нема никаква дрога, нема никакви глупости, повеќе од јасно е што моментално е потребно. Америка сака директна контрола врз нафтата и гасот кој што го поседува Венецуела. Да се подсетиме уште еднаш зашто е ова толку битно. Венецуела поседува повеќе за 2% од глобалната резерва на нафта, дури и од Саудиска Арабија, која што важи за најголемата земја по нафтени резерви. Ваква количина на нафта, пак ќе кажам, во споредбено на тоа каде се наоѓа моментално Мурика на 11-то место, значи со 2% наспроти Венецуела со 18%, значи заедно би дала контрола од 20% на резервите на нафта во светот. Замислете каква само манипулација ќе може да прави во било кое време со цената на нафтата, со вредноста на доларот, кога ова, пак ќе кажам, единствен ресурс кој што представува покритие, барем некакво покритие на вредноста на доларот, ќе биде во рацете на оние кои што ги принтаат овие долари. Значи, ова е, ако мене прашувате, недозволиво, а тек ако навистина успеат и го соборат Мадуро, не толку за тоа што јас не сакам Мадуро да биде председател на нормално на Венецуела, колку што не сакам оваа нафта да падне во рацете на Мурика. Уште повеќе што не е само количината на нафта која што го поседува Венецуела, туку е и количината на газ кој што го поседува Венецуела, односно моментално се наоѓа на некое 8-то место по количина на газ која што моментално е на територијата на Венецуела. Може би не е многу, но верувам дека на американците нема така да им остане. Пак, дека ќе има директна контрола врз Венецуела од страна на Мурика, тоа би било екстремно негативно за нас, посебно во овој момент каде што се одговорни за масакрот врз палестинците, се одговорни за почнување на војната во Украина. Ова мене кој прашувате би било уште поголем проблем за светот и понатаму да продолжи да ги мрази, но мене кој прашувате, јас мислам дека ќе одат со стандардно сценарио
еве донесовме демократија, сега ние ќе донесеме некој да владае оваа земја во демократија. Нешто слично на тоа што го направија во Либија, па по соборувањето на Гадафи, каде што имавме одлична економија, луѓето беа презадоволни со она што го имаа во однос на економија. Сега имаме повеќе од 13 години граѓанска војна. Значи земјата нема појма ни кој е одговорен, територијата е целосно поделена, имате некакви воени банди на двете страни што прават што сакаат. Значи така изгледа демократијата која што ја носи Мурика вообичаено на овие предели. Без разлика, Блискиот Исток, дали е на друго место, не е битно, битно редовно носат демократија. И уште една битна работа да разберете колку ова е, па ти кажам, рак на светот. Значи, ова што моментално гледате е гласањето кое што беше за да се тргне конечно блокадата, односно ембаргото врз Куба. Значи, повеќе, пазите, ова е 64 цели години ембарго врз оваа држава, каде 165 членки на Обединетите нации гласаат да се тргне ова ембарго, 7 се против. И зошто ова го покажувам? Погледнете, значи ДПШН моментално, како да ви кажам, говеда која што ја водат државава, значи не може да се начукаат подлабоко во анусот на Кале. Значи не може, очигледно, до даска се влезени внатре. Погледнете во чие друштво сме моментално. Аргентина, која што директно зависи од помош од Америка, па затоа мора да гласа како ќе им кажат. Касапите од Израел, значи оваа гомнава нацистички. Овдека е нормално и Унгарија. Сега овдека нема да налегуваме, но знаеме дека и они не се нешто најдобри околу овој дел. Парагвај, Украина, уште еден клиент на Мурика и самата Мурика. Тоа е таа екипа, значи и ние сме тука, пак ќе кажам, за прв пат на погрешната страна на историјата и еве го тоа што ви го зборувам. Погледнете. Значи они со апсолутно мнозинство од така речено 90% го држат целото ова собрание Обединетите нации да не се ослободи земја, значи 64 години е под комплетна блокада. Браво за ДПШН, супер, значи сервилни ботови како вас не се раѓаат. Значи Турција може да ви позавидат, значи какви само сервилни ботови сте. Тоа е апсолутна катастрофа. Ама тоа е што е, сакам само да ви покажам да знаете кој ни ја води државата моментално, не дека СДСШ се подобри, значи СДСШ и ДПШН се апсолутен рак на нашата држава, биле и секогаш ќе бидат 30 години ние страдаме од овој рак. И еве сега доаѓаме до уште една многу битна тема, а тоа е што се случува моментално со Русија и Украина. Имавме големи промени во оваа состојба кој што треба да ги нормално презентираме. Сега, хронолошки, ако се сеќавате, првиот момент беше најавата дека наводно треба повторно да се сретнат Трамп и Путин после телефонски разговор во Унгарија. Ова беше потврдено од страна на Унгарија и министерот за надворешни работи на Унгарија, кој што дури веднаш јавно и јасно и гласно кажа дека ќе биде дозволено на Путин да дојде во Унгарија без да има било каков тип на страв дека ќе биде уапсен или такво нешто, што е, пак ќе кажам, огромна слабост на Гејропа, ви покажува колку е битна оваа унија, каде што една од членките ви кажува, значи Путин може да дојде, никој не смее да го уапси, а цела Гејропа зборува како треба да се донесе пред лицето на правдата. Значи Гејропа ви е едно, како да ви кажам, големо село, еден голем реалити шоу, би рекол, како ја е. Овој сами беше договорен, планиран да се случи во текот на овој период кога сега моментално се наоѓаме, за жал не се случи. Зошто? Официјално знаеме дека причината поради која што овој самит не се случил е дека Москва не сака да ги промени сопствените барања. Значи Москва ги има истите барања уште од почетокот на оваа војна. Нормално пред тоа бараше Донецк и Луганск да бидат дел од Русија, каде што нормално на територијата на овие земји се воведе референдум, исто како и во Крим, кој што самите граѓани одлучија дека сакаат да бидат дел од Русија, да бидат заштитени од Русија, со оглед на фактот дека не го послушаа ова, не го направија тоа во летото 2022 година, продолжи војната, изгубија многу војска и сега моментално не само Донецк и Луганск, туку и Херсон и Запорижје им се скоро земени како региони, и во овие региони Русија спроведе референдум. Дали бил легален или не ме интересира, тука не навлегуваме. Исто колку што беше легален референдумот во Косово,
така и овие референдуми се легални и се, нели, сакале они или не, тоа е реалноста на земјата, дали им се допаѓа, тоа е нивни проблем, каде што Русија уште еднаш значи ги најавува истите барања, ништо не е променето. Тие 4 региони, Крим веќе нема што да се зборува, тоа е дел од Русија одамна, тие 4 региони треба да станат дел од Русија, дали им се допаѓа или не, значи тоа е веќе завршена приказна, само поентава е дека треба да се финализираат овие граници. Овдека бара дека нели треба да се вратат оние правила кои што не беа почитувани од страна на Украина, да се дадат сите права на руското малцинство, да се признае рускиот јазик, да им се дозволи да имаат образование на руски јазик, сето тоа што беше договорено во Минск 1 и Минск 2 да биде повторно имплементирано. Не е тука дали они сакаат. Значи, кога губите нема сакате, значи морате, заврши приказната. Втора битна работа е фактот дека Русија бара никакво разговарање за НАТО, значи Украина никогаш нема да биде во НАТО, дали тоа му се допаѓало на Западот или не, тоа е нивни проблем. Ја ќе ви кажам, за ова можем јас да ви кажам, значи Украина никогаш нема да биде во НАТО, ама на Запад може колку сакаат да кенкаат и да плачат, тоа никогаш нема да се случи. Пре Русија ќе згази Украина и ќе избрише од постоење, пред да дозволи Украина или Белорусија да станат дел од оваа геј парада НАТО. Веднаш ви го кажувам тоа да ви биде јасно, мислам дека тоа во историјата било запишано детално. Прашете ги нацистите, кои што исто така мислеле дека Украина ќе биде дел од како беше Лебенсраум, големиот рајх. Од друга страна бараат екстремно намалување на војската која што ќе остане на територијата на Украина, за да не биде повторно закана за Русија. Пак ќе ве потсетам, ако моментално Русија одлучи дека на Венецуела е потребна помош за да се бори против хегемонистичките копилиња, така наречени муриканци, и донесе огромна количина на оружје во Венецуела, тоа ќе биде најголемиот скандал во историјата на Русија, тоа ќе биде како они смеат да се мешаат, како они можат да ги бранат венецуелците, така. Значи да се потсетиме, последен пат кога Русија го направила ова во Карибите, во Куба, Куба до ден денеска, како што покажам само неколку минути, е под ембарго 64 години. И никој за тоа не смее да зборува. Посебно овие липтардиве, ретардирани од Западот. Каде е Европа да испадне и да каже, абе, зошто е Куба под ембарго? Или тоа не се важи, пошто тоа е на страната на Америка. Така, додека обратно, кога ова го прави Америка во предвојето на Русија, тоа е сосема нормално. Чисто да ви кажам кој е моментално, ова не се двојни, ова се петоразредни аршини по кои што моментално се одлучува. Како и да е, значи тоа е тоа што го бара Русија, сакал Трамп или не. Нормално веднаш после повторувањето на овие барања, значи според тоа што го дознаеме, буквално, значи немаше ни официјална одлука, туку Трамп беше запрашен, ако не се лажам, уште истиот ден во попладневните часови и еве што кажа. Mr. President, the meeting with Vladimir Putin is canceled or put on hold. Do you know what happened there, and does that affect your decision whether or not to send Tomahawks? No, I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time, so I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. They're all peace deals. They're agreements, solid agreements, every one of them. But this one, and I said, go to the line of battle, the battlefield lines, and you pull back and you go home, and everybody take some time off, because you got two countries that are killing each other. Two countries are losing 5,000 to 7,000 soldiers a week. So we'll see what happens. It's we haven't made a determination. What changed your mind after talking to Vladimir Putin between then and now? Why did you think that a Budapest summit might be wasted time? Well, I didn't say anything. I didn't say it would, and you never know what's going to happen. But a lot of things are happening on that front, on the war front with Ukraine and Russia, and we'll be notifying you over the next 2 days as to what we're doing. Значи, официјално од ова што моментално го дознаеме директно од Рагутанус Американус е дека нас не ни се допаѓа за тоа што не прифаќаат тоа што го бараме од нив и ние нормално поради тоа нема да имаме состанок со нив. Во ред, детска работа, градинка, тоа е што е. И следниот ден, ова што го слушнавте од Рагутанус Американус беше на 21 октомври, следниот ден на 22 октомври нивното Министерство за финансии издава така речено соодветен подзаконски акт со кој што става две екстремно големи корпорации од Русија под санкции. Тоа се Роснефт и Лукойл. Роснефт е државна компанија која што се занимава со нормално
производство, рафинирање и транспорт на нафта. Лукойл е приватна компанија која што го прави истото, има огромно влијание во светот, значи чисто да разберете, само Роснефт има 6% од производството и транспортот на нафта во светот, зборуваме за глобалниот пазар на нафта. За да разберете колку е само тоа голема корпорација. Сега, од ова што го, да речем, го погледнав и сега, значи идејата е дека они се обидуваат да ги санкционира нормално сите ентитети кои што се поврзани со Роснефт и со Лукойл надвор од Русија. Во превод. Моментално сите, да речем, компании кои што се купени или има удел некој од овие две корпорации од Америка, од Русија, ќе бидат така речено санкционирани. Односно, каде е овдека сега најголемиот проблем? Вие не можете директно да ги санкционирате, но можете да им забраните повторно пристап до глобалните финансиски мрежи, како што е тоа нормално самата SWIFT, тоа многу пати сме го виделе до сега, и уште полоше е тоа што можете да имплементирате секундарни санкции на сите оние кои што и понатаму ќе одлучат да соработуваат со овие две компании. Сега ова се уште не е имплементирано, очигледно е направено со причина така. Значи ова мене ако ме прашате ми изгледа како и состојбата со Кина, каде што ваквото страф или би рекол закана за санкции е одложена до 21 ноември. Со тоа што ние гледаме дека моментално овие две компании соодветно на тоа реагираат. Дури и во Македонија пристигна веста дека Лукойл е веќе продадена. Тоа е едно од, би рекол, средствата кои што се обидуваат да го примена со цел да се заштитат од овие, би рекол, нели, санкции. И верувам дека ваквото одложување до 21 ноември е ништо друго освен истата тактика како Кина, доколку не постигнеме договор до одреден датум, како што тоа беше 100% тарифи до 1 ноември, значи ќе имаме као демек реперкусии, се разбираме. Ја верувам дека тоа е идејата позади оваа мерка. Сега, зошто е толку битно? Значи јас споминав горе-доле низ целиот овој сегмент, она што треба во кратки црти да оставиме е дека идејата е Русија се обидува да ги пресече овие две големи гранки на принос, така речено, на капитал во самата Русија. Сега, како се обидува тоа го направи, како што веќе кажавме, преку директно санкционирање на сите субјекти кои што се поврзани директно или индиректно со Лукойл и со Роснефт. Идејата е дека на тој начин практично голем дел од државите ќе престанат да соработуваат со нив, затоа што ако соработуваат имаат второстепени санкции кои што може да се одразат и на нив. И верувам дека поради ова практично и потенцијално ќе имаме релативно голем, би рекол, ефект. Ако не верувате, значи слободно слушнете го тоа директно од шефот. Значи ова е еден ден откако беа така речено издадени овие мерки за санкции врз Роснефт и Лукойл директно од страна на газдата. Это акт недружественный в отношении России, это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые вот только-только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям. Да, они для нас носят серьезный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия. Значи, првото што кажа е дека со вакви нормално действија дефинитивно нема да се подобрат односите помеѓу Мурика и Русија. И вика, да, нормално вика, јасно е дека ќе има економски ефект врз така речено нели нашата економија. Но вели ефектот нема да биде толку голем врз економијата. Но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии. А вот если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. И мы с моим американским коллегой тоже об этом говорили. К чему это приведет? Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение. Президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее он говорит о переносе этой встречи. Она што моментално на сите не е јасно е дека ваквото действување на Америка со оглед на фактот дека со прекинување на работата на Роснефт и Лукойл низ светот, вие автоматски голем процент од вкупната количина на нафта и газ
ќе го прекинете. Што значи дека веднаш на пазарот имате многу помала количина на нафта и газ. Автоматски, колку е помала количината на нафта и газ, веднаш добиваме што? Раст на вредноста на доларот, затоа што ќе расте и вредноста на нафтата, така. А како што знаете и сами, посебно со оглед на тарифите, знаеме дека на Америка моментално многу повеќе одговара вредноста на доларот да биде што пониска, а во исто време и вредноста на нафтата. Што значи дека ова ќе има сосема спротивен ефект кој што е непожелен за Муриха. Что можно сказать? Всегда диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры. Наводно ово што моментално го слушаме е дека истите се отворени за дебата, веќе кажавме, значи они повеќе од јасно ги кажуваат нивните ставови уште од почетокот на оваа војна, но очигледно другата страна не е спремна да прифати што моментално се случува и не е спремна да прифати која е реалноста состојба на теренот. Значи тоа е она што никако да го прифатат ниту Мурика, ниту Гејропа. Сега, дека тоа е вистина и дека тоа ќе има таков ефект на пазарот, значи ние многу јасно можеме да го видиме во цената на нафтата. Погледнете. На 21 октомври веќе се знаеше дека ќе има вакви санкции, поради тоа што Трамп официјално го укина потенцијалното среќавање со Путин во Унгарија. 22 веќе имаме екстремно голем скок на нафтата и последните 2 дена продолжува. Односно во овие неколку дена, само 4 дена, цената на нафтата скокнала за 11%. Дополнително, ако овдека го пресликаме и DXY, односно тоа е вредноста на доларот, значи како и секогаш што можеме да забележиме, можеме да забележиме раст на вредноста на доларот, која што делумно е што? Делумно е подкрепена и иницирана од вредноста на нафтата, која што можеме многу јасно да видиме на овој график. Пак ќе кажам, во Мурика дефинитивно не им одговара да имаат високи цени на нафтата, дефинитивно не им одговара да имаат, пак ќе кажам, силен долар, посебно не во овој момент кога се обидуваат со тарифи да ги стават, така речено, нивните компетитори под контрола. Сега овде ја прочитам и американски, нормално, тоест и американски прозападни и руски, така речено, би рекол, различни мислења за тоа како ќе изгледа ова и што ова ќе предизвика. Да, потенцијално, значи, ќе дефинитивно делува на количината на нафта која што се испраќа од Русија низ целиот свет. Сега, она што го забележам е дека со цел да се заштитат субјектите на овие компании, истите одлучиле дури да излезат од компаниите кои што се на некој начин санкционирани поради нивното учество во превод. Пак ќе земеме македонскиот Лукойл, каде што нормално дека Лукойл самиот по себе има огромен удел. Значи, моментално се продаваат сите овие надворешни, како што можеме да видиме, овдека, значи, може јасно да видите, значи, ова се, така речено, сите различни компании низ светот кои што се на еден или на друг начин или поврзани или поседувани делумно или целосно од Роснефт и од Лукойл. Што значи дека истите почнуваат да ги продаваат со цел да не бидат санкционирани субјектите, на тој начин ќе престанат со работа. Се разбираме. Сега, како тоа ќе се одрази, останува да видиме, не заборавајте дека на крајот од денот ние се уште ги немаме применето. Значи, допрва ќе видиме дали ќе бидат применети овие акции. Сега за сега оно што дефинитивно го знаеме е дека и руската страна прави се што може за да се заштити од потенцијално имплементирање на овие санкции на 21 ноември. Сега, гледаме дека во Гејропа не се сите на иста страна. Орбан вели моментално ќе направи се што може за да се запрат или ублажат санкциите врз Русија. Зошто? Овие санкции делумно делуваат и врз гејропските држави, посебно кога станува збор за Унгарија и за Словенија, не, Словачка, се извинувам, зошто? Затоа што Унгарија и Словачка и понатаму имаат така речено договор со Русија за испорака на газ и нафта и нормално дека овие санкции веднаш делуваат врз нивната економски просперитет и економска иднина. И затоа гледаме дека овие држави се екстремно заинтересирани за ова да се спречи. Така да сакам да кажам дека не е цела Гејропа така црно-бела како што на сите им делува. Очигледно има држави кои што моментално се на спротивната страна. И сега, ако ги проведете сите прозападни медиуми, готово, Индија, то Кина веќе ништо не купува, нема шанси, не чепкаат веќе руска нафта. Од друга страна, Times of India вели нема вика никаков така речено ефект притисокот кој што уврши Трамп, односно индиските Индија и понатаму купува руска нафта,
без разлика на тоа дали ќе има санкции или не. Истото го тврди и Москва, вели најголемата рафинерија на нафта во Индија и понатаму продолжува да купува руска нафта, тоа е пред 24 часа, ова е на 31 октомври, што значи дека едната страна тврди дека не е така, другата страна тврди дека е така, само времето ќе ни покаже дали тоа е реално или не. Уште еден, би рекол, артикл од Reuters, овој пат од западна страна, на 28 октомври вика Юлонг рафинеријата и понатаму продолжува да купува и тоа, пазете, вели буст, односно продолжува да купува со забрзано темпо руска нафта и покрај тоа што наводно ќе има санкции. Што значи дека во оваа ситуација само времето ќе ни каже дали овие тарифи ќе има, тоест овие санкции ќе имаат реално ефект или не. Повторно со оглед на фактот дека и Индија веќе покажа со 50% тарифи дека тоа нема да ја спречи да купува руска нафта. Не гледам како ова би ја спречило, а за Кина веќе да не зборуваме, која што моментално е купуваш број 1 и тоа многу над сите останати. Значи, попустот кој што го добиваат Индија и Кина, а да не забораваме и Турција, ама Турција никој не ја спомнува, зашто и Турција е дел од НАТО, таму не смеат да чепкаат. Значи, не верувам дека некој друг би го понудил на Кина, затоа и не гледам како исто да би престанала да купува. И верувам дека она што го спомна на последниот состанок во Јужна Кореја помеѓу Ши Џинпин и Трамп, значи активно се зборувало за состојбата во Украина. Верувам дека овдека се разговарало за тоа како може да се изврши притисок врз Путин за да се запре оваа војна. Значи моментално на Трамп му е трн во око, нели можам се да направам, изгледа не може се да направи очигледно, а сега ќе покажеме што се случува реално на земја, затоа што едно е што ви кажува, друго е што навистина се случува во овој брутален конфликт, би рекол, кој што е во четвртата година. Значи, очигледно, Трамп и понатаму се обидува преку Кина да изврши притисок врз Русија да ја запре оваа војна. Значи, ја до сега не сум видел некој што успеал да ја запре Русија со притисок, па дали биле тоа светски војни, дали биле тоа руско-турски, Наполеонови, значи сите знаеме како завршиле овие војни, скоро никаде не завршиле со мировен договор, иако тој мировен договор најчесто бил капитулација. Мислам чисто да ви кажам како изгледало, така да не гледам како тоа би се случило сега, посебно со оглед на фактот дека овој притисок доаѓа исклучиво од западниве ретарди, кои што да ги соберете сите заедно, тоа е Европа, Канада, Австралија, Јапонија и Мурика. Тоа е тоа. Значи тоа се тие глобална заедница кои што наводно вршат некаков притисок, остатокот од светот е многу повеќе освесен што се случува и кој е виновен за сето ова. И пак ќе напоменам, значи истите и понатаму си прават театар. Еве, прост пример како тоа изгледа. Значи 19 пакет санкции, ја па ќе кажам, ја се уште седам и се чудам, значи што моментално банира. Па ќе кажам ја, сега единствено што може да им ги укинат визите на белите мечки од Сибир, уште тоа останува да го банираат. Значи на дивечов у Русија да не му дозволуваат да се сели во Европа. Друго не гледам што има останато да се укинува или да се забранува. Значи Европа е комплетно ретардирана, тоа нема тука што да се зборува веќе. Една работа која што и понатаму останува, значи за ова многу пати сме зборувале, ова е, како да ви кажам, Европа си пука апсолутно во череп со овој потек, значи они не се свести што ќе си направат, али нели, за тоа па ти кажам, останува времето да покаже, јас само го кажувам ова затоа што е многу битно и луѓето се уште не разбираат кои се овие реперкусии. Значи, ова што моментално гледаме, тоа е не само што моментално се замрзнати руските резерви државни, кои што не се на Путин, туку се на рускиот народ. Еве како тоа изгледа. Значи, ова е количината на замрзнати руски државни резерви, кои што биле вложени 180 милиарди во Белгија, 10 во Луксембург, 19 во Франција, а заедно се негде околу 209. Еве како што може да видите овдека во Европа. Во Јапонија 28, во Мала Британија 26, во Канада 15, Швајцарија 6,2 и Мурика 4,3 милиарди долари. Каде е овдека проблемот? Ова како влог представува влог на рускиот народ. Ова не представува влог на Путин и никогаш до сега во историјата, тоа ќе го слушнете од представник на Euractiv, тоа е компанијата која што уствари била задолжена за оваа инвестиција од Руската Федерација, дека ова никогаш не се случило, дури ни на нацистичка Германија не е биле одземени вака средствата како што тоа се обидуваат сега да го направат на Русија. Јас го гледав целото интервју со овој човек кој што е така речено
оној кој што на некој начин одлучува дали ова ќе биде направено или не. Цела Европа моментално врши огромен притисок да се одземат овие средства, но каде е овдека проблемот? Во моментот кога вие од ваков тип на компанија како Euractiv ќе одземете нечии приватни средства, посебно тоа кога станува збор за една од најголемите и најсилните држави во светот, тогаш замислете колку ќе имате доверба од страна на останатите. Тоа е се што треба да размислите. Колку ќе ви веруваат останатите држави ако видат дека вие имате муда на Русија да ја одземете, не да замрзнете, да ја одземете средства. До сега овие замрзнати средства, 289 милиарди долари, каматите од исте, значи они ги користат овие средства, каде што се вложени со соодветни камати, кои што ги добиваат како награда, да и даваат помош на Украина. Тоа веќе не е доволно, Европа веќе нема пари, Америка веќе не дава пари, значи Трамп кажа, доколку Европа сака, тоа ќе мора сама да уплаќа за војната да продолжи да купува оружје од Америка за да ја даде на Украина. Америка веќе нема да дава пари. И сега, кога веќе нема доволно пари, а очигледно е дека нема доволно пари, се прибегнува кон овој потек, односно погледнете, цела Европа, посебно оваа вештерка овдека, значи Урсула фон дер Лајна, моментално се стрват на овие пари да бидат одземени и да бидат дадени на Украина. Ова нема да, значи апсолутно ништо нема да направи, освен целосно да ја изгуби довербата во меѓународниот финансиски систем, посебно кога станува збор за ваков тип на инвестиции. Ајде вака сега да ја прашам. Ако на овој човек вие имате муда да му одземете, и сега пак овдека не зборувам за целата количина, односно, пази, нигде не се зборува за тоа зошто Јапонија не ги одземе и да ги даде овие средства на Украина. Зошто Мала Британија не го прави тоа, кој што е една од најголемите гомнојатци кога станува збор за Русија, ниту Канада, ниту Швајцарија, туку само Белгија. И сите на Белгија и се стрват затоа што има најголема количина од овие замрзнати средства. И сега моментално се прави огромен притисок овие средства да бидат одземени и да бидат дадени на Украина. Не заборавајте, овие средства нема да бидат дадени на Украина. Туку овие средства, затоа Америка е многу заинтересирана да биде тоа направено, треба да бидат одземени од Русија и потоа да бидат уплатени во Америка, за Америка да произведе оружје во износ на овие средства и истото да го даде на Украина. Значи, повторно на крајот од денот овие средства ќе треба да дојдат во Америка. Разбирате зошто е толку заинтересирана? Од друг аспект, зошто Америка е толку заинтересирана ова да се случи? Затоа што во Америка има само 4,3 милиарди долари од вкупна количина на замрзнати средства. Најголемиот дел се во Белгија. Погодете кој ќе го јаде ако утре се случи мировен договор и Русија принуди Украина да не ги бара овие средства или да нема никаков тип на воена репарација кој што верувам дека ќе се случи. А тогаш, вие пари се одземени, кој ќе ги врати тогаш овие пари? Ете, тоа е една од главните работи за кои што се зборуваше на овој интервју, кој што сега ќе ви го пуштам. Значи, ова е директно представник на Euractiv, кој што на некој начин е он и нормално државата која што стои позади овој циркус, а тоа е нормално ова најголемо село во Европа, тоа е Брисел, значи ќе бидат одговорни, ќе треба да ги вратат овие пари. Слушнете. Well, I'm looking forward to the discussion on the immobilized assets, not the frozen assets. There's a big difference, the sovereign assets. There's the idea of confiscating them to give them to Ukraine. I'm looking for the legal basis for this decision. This is not a detail. Even during the Second World War, immobilized assets were never touched. So this is a very important step if we would like to take it. Вели, што ќе се случи со замрзнатите средства? И сега овдека нормално станува збор за различен тип на семантика, значи соодветни термини, посебно кога станува збор за право. Значи сега он ги нарекува имобилизирани, како и да е, значи ова се тие средства кои што представуваат директно средствата на Русија. Вели да, значи моментално вика очекуваме нели овие субјекти кои што бараат да ги одземеме да ни дадат соодветни правни критериуми зошто го правиме тоа. Од друга страна вели ова ќе биде преседан кој што никогаш досега не се случил, затоа што дури вика и во Втората светска војна вика ничии, значи без разлика дали било тоа Јапонија, Италија, Германија или било кој друг, ничии државни резерви кои што се инвестирани во друга земја не биле пипнати. We have three demands. I want the full mutualization of the risk because there is a big risk. We will suffer from enormous claims.
So if we want to do this, we will have to do this all together. We want guarantees if the money has to be paid back, that every member state will chip in. The consequences cannot only be for Belgium. And the third demand is that every country who has immobilized assets moves together with us, because we are the only ones. Euroclear is the only financial institution that offers the windfall profits to Ukraine. We know that there are vast amounts of Russian money in other countries who have always been silent about this. Вели, има три услови по кои што потенцијално може ова да се презе. Првиот услов е вели дека ова мора да биде направено како заедница. Во превод, не може ова да биде одлука само на Белгија, туку треба да биде одлука на сите членки на Г-Европа. Погодете што тоа никогаш нема да се случи. Првенствено Унгарија и Словачка веднаш ќе кажат не. Дополнително овдека е Австрија, која што верувам да ќе каже не, затоа што е неутрална земја, и вика моментално Г-Европа е единствената земја која што нуди каматата која што ја добиваат овие средства да и биде дадена на Украина. Втора работа вика која што е многу битно е дека доколку се случи да треба овие средства кои што сега ќе ги дадат на Украина треба да бидат вратени назад, вика бараме писмени гаранции дека целата Европска унија ќе ги плаќа овие средства заедно на Русија, доколку истите треба да бидат вратени на Русија. Што ви кажува тоа? Европа е многу свесна дека на крајот од денот потенцијално Русија може да ја победи оваа војна и порано или подоцна Украина ќе биде приморана не само да подпише капитулација, туку и да се откаже од воени репарации. Ако тоа се случи, а овие 180 милиарди долари се одземени, што правиме тогаш? Русија ќе си ги бара назад. Веќе нема никакви причини истите да бидат замрзнати, така? И третата е вика не се само 180 милиарди или 209 на ниво на цела Г-Европа, туку вика се многу повеќе, зборуваме за 380, што значи дека бараме не само Русија, туку и Јапонија, и Канада, и Мала Британија, и Мурика заедно да го направат истиот чекор. Што значи дека очигледно сакаат да си го заштитат газот, повторно зборуваме за најголемиот грабеж во историјата на светот. If we move, we must move all together. That's European solidarity. If these three demands, which are quite reasonable, I think, are met, then we could go forward. If not, I will do everything in my power at the European level, also at the national level, politically and legally, to stop this decision. Вика, ако не се случи на овој начин, вика, ќе направам се што е во моја моќ, вика, ова да не се случи. Односно, или ќе ги исполниме овие три услови, или вика нема да дозволиме овие пари да бидат одземени и да бидат дадени на Украина. Што ви кажува тоа? Епа нема. Еве да ви кажам веднаш, значи тоа нема шанси да се случи и да ако планираат, тоа верувам дека ќе им се врати назад како бумеранг повторно. Само уште еднаш ќе потсетам, замислете тогаш ако ова го направат на Русија, тогаш сите оние богаташи од Саудиска Арабија, Кина, Јужна Америка и така натаму, дали ќе ги чуваат своите пари во Г-Европа? Чисто замислете, само да ја потсетам, Саудиска Арабија уште веднаш кога ова се случи кажа дека доколку такво нешто се превземе, веднаш ќе ги бара своите средства да бидат извадени од сите овие фондови, никаква инвестиција во Г-Европа, ниту во Швицерланд, да се разбереме. Во исто време, значи тоа што не ви окажуваат е дека два големи градови се спремни да паднат. Ова не се првите, ова веќе изгубивме број колку само големи градови паднаа. Покровск и таа пак ќе кажам, ова не доаѓа од Москва, Радио Слободна Европа, сигурно не е од Москва, туку вика 30 октомври. Покровск е во опасност да падне во рацете на Русија и дополнително постојано се зборува дека ова не е теорија, туку се случува. Голема количина на руски војници, неколку илјади, погледнете, или 11.000 украински војници, 11.000 се буквално обколени во Покровск. Тоа ќе го покажеме на мапата малку подоцна. Значи, пак ќе кажем, ова е голема бројка кога знаеме дека украинската војска страда од огромни недостатоци на војска. Нормално, Купјански е уште еден голем град кој што е спремен да падне. Не само што е спремен, туку во двата градови руската војска е во самите градови. Чисто за да ви стане јасно како тоа изгледа. Значи, овдека уште во претходниот, да речам, апдейт кој што го правевме пред, не знам, 2-3 недели, и Константинивка и Покровск се двата градови кои што се обколени во овие така наречени калдранс или како сакате обрачи, значи полуобрач, дека истите ќе бидат обколени и порано подоцна ќе паднат. Чисто за да ви стане јасно како тоа изгледа, значи еве, моментално гледаме дека руската војска се наоѓа во половината од овој град.
Од друга страна, сите овие магистрални патишта се под контрола или директна или пак на нишан буквално од страна на руската војска, што значи дека ово што гледате овдека останате многу мала количина на територија низ која што овие 11.000 трупи распоредени во Покровск и Мирноград можат да се повлечат. Тоа сме го видели веќе многу пати до сега, значи не знам колку градови паднаа на апсолутно истиот начин наназад. Нема да налегуваме, не сме ние војни експерти, само сакам да ви покажам како моментално изгледа, чисто да ви стане јасно, еве ќе се вратиме да речем пред да почне есента, еве како изгледа ситуацијата на 1 август, еве како изгледа ситуацијата на 1 ноември. За оние кои што ви кажуваат дека нема напредок, погледнете сами, заклучете сами. Ова е само во двата конкретни градови, а потоа ќе покажеме дека напредок нема само таму, напредок има низ целата територија на Украина. Вториот град кој што е апсолутно пред момент да падне е Купјанск. Поголем дел од градот веќе е под директна контрола на русите. Чисто да ви покажам како тоа изгледа. Ако се вратиме на 1 август, значи 3 месеци наназад пред да почне есен и сето тоа, можеме да видиме дека русите не биле ниту на границите на самиот град. 3 месеци подоцна русите половина од градот веќе го поседуваат. Сега, да ви стане јасно дека русите не напредуваат само таму, еве чисто да видите како тоа изгледа. Значи, еве каде биле границите на руската војска на 1 август, еве каде се границите моментално. Чисто ќе покажеме дека руската војска напредува на апсолутно сите фронтови и они нормално тоа не сакаат вие да го знаете, ви кажуваат како само тие два града се нападнати. Значи, еве овдека нема некоја голема промена, но гледаме дека главниот акцент во оваа ситуација е на самиот град Купјанск и затоа и гледаме како моментално напредува војската конкретно околу оваа стратешка позиција. Зошто? Има ли друга стратешка позиција? Видовме што се случува кога еден ваков тип на град ќе падне. Значи, погледнете. Во целиот овој регион, освен Купјанск, не постои ниту еден друг град кој што може да ја запре руската војска да продолжи да се движи кон запад. Затоа, овие клучни градови се екстремно битни кога станува збор за движењето на руската војска. Ево, чисто ќе поминеме низ целиот дел на овој, би рекол, регион, каде што можеме да видиме дека руската војска очигледно напредува низ целиот овој регион и повторно, едно вакво поле е 3 километри, а гледаме напредок постојано на сите страни, чисто да ви стане јасно дека ово што моментално се случува, значи не е локална ствар, погледнете во овој дел, туку буквално се случува на територијата на целиот контакт лајн помеѓу Русија и Украина. Дури и во места како Северск, каде што немавме апсолутно напредок уште од почетокот на војната, не знам кој беа овде, но секоја чест дечки значи ја чуваа оваа точка многу добро. Еве како изгледа на 1 август, еве како изгледа на 1 ноември. Значи Северск е после овие два града следниот град кој што очигледно ќе биде опколен. Значи ова се погледнете. 5 километри е едно вакво поле, значи целиот овој регион е завземен во овие 3 месеци. Ова е нешто што никогаш повеќе нема да го видат назад украинците, мислам дека тоа е повеќе од јасно. 1 август, значи не успеале да го завземат се уште Часивјар, на 1 ноември Часивјар е веќе во раце на Русија. Ова овде како се сеќавате исто така беше проблем, значи Константинивка немаше никаков допир, погледнете колку голем обрач има околу Константинивка на 1 август, а сега веќе гледаме дека руската војска е во градот. Погледнете овдека. Значи руската војска веќе се наоѓа во јужниот дел на Константинивка. Истото важи и за овде, значи овој дел, ако се сеќавате, успеа да им го земат за само 2 недели. Како изгледа, погледнете. Значи, еве како изгледа откако руската војска направи пробив на територијата и погледнете колку голема територија завзема. Каде е овдека проблемот? Откако ќе паднат овие големи центри како Покровск и Мирноград, погледнете. Скоро и да нема големи структури кои што може да има било каков тип на одбрамбена, би рекол, заштита, нели, каде што ќе ги запрат напредоците на оваа војска. Од друга страна, еве како изгледаат територии каде што немаме градови, тоа што постојано го зборуваме, каде што нема урбан центар кој што може да се брани. Погледнете го. Еве како изгледа на 1 август, еве како изгледа на 1 ноември. Значи погледнете само колку голема територија овдека е завземена во целиот овој дел надвор од Покровск. Истото можеме да го видиме овде, кај што е многу пострашно, значи каде што нема никаков град кој што може да биде така речено брамбена позиција. Многу силка беше последната, тоа го гледавме во живо како паѓа на нашиот канал. Значи 1 август, погледнете го напредокот.
Еве како изгледа откако овие центри ќе паднат и како моментално ќе изгледа ваквиот напредок. Погледнете. 1 ноември, значи еве каде била линијата, еве каде е сега. Не, кога ќе ви кажат дека нема напредок и дека наводно руската војска има многу загуби, еве, чисто да видите, значи ова е, пак да се потсетиме, ова не е руска мапа, ова е Live UA map, што значи дека е водена директно од украинската страна. Ако украинците признале дека овие територии се завземени, значи мислам дека нема што потреба да бараме од русите кога повеќе од јасно се гледа на самата карта. Само сакам да ви покажам дека ова што се случува моментално може да доведе до колапс на украинската страна и украинскиот фронт и верувам дека дело притисокот кој што моментално го гледаме од ретардираниот запад е токму тоа да се спречи. Верувам дека се обидуваат да го спречат тоа пред да доведе до комплетен колапс на оваа линија, комплетен колапс на овие би рекол трупи, обколување на истите, кои што нормално ќе доведат до победа, би рекол, на руската војска во целиот овој регион и замислете како тоа би изгледало за западната страна после толку многу пари, после толку многу притисок, после толку многу санкции, Русија да победи во оваа војна, а сите знаеме дека натаму се движи работата, но како и да е, останува да видиме заедно. Уште еднаш. Друштво, во текот на следната недела се надевам ќе ме разберете, значи станува збор за фамилија, значи која што е на прво место. Овде кога сум за било каков тип на итен, да речем, апдейт, доколку нешто се случи, дефинитивно ќе добиете вести, но спротивно не можеме да ви ветиме ништо додека не заврши делот со ни доаѓа Дамјан Војвода, така да кога ќе го завршиме тој дел, ќе продолжиме со работа како и секогаш, знаете дека гимиџијата е секогаш овде за вас. Во меѓувреме би ви препорачала станете дел од нашата Patreon земница, линк до истата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. Значи, станете дел од истата 7 дена бесплатно, видете дали ви се допаѓа да бидете дел од најголемата криптоинвеститорска земница во Македонија. Дополнително, значи, оваа мала членарина која што потоа ја наплаќаме е буквално за да ни помогне да можеме да го дигнеме нашиот канал на многу повисоко ниво, да помогнеме нормално со така речено организирање на настани, сето она што е дел од нашата едукативна нормално содржина и нормално со ова ги покриваме трошоците околу функционирање на самиот канал, технички дел како и персоналот кој што моментално е вработен, тоа се нормално Гоце и Анџело, нашите админи. Дополнително, значи, како награда за тоа што сте дел од нашата Patreon земница, имате пристап директно до нашите групи, каде што многу од нашите членови гледате дека помагаат за сето ова да биде една функционална едукациона заедница, каде што поголемиот дел од луѓето учат едни од други, се едуцираат едни со други, допренесуваат со сопствени информации, тоа се овие чатови, директни пораки кои што ги одговараме еднаш дневно, лајвстрим кој што го организираме еднаш во месецот за целата наша Patreon заедница, потоа го објавуваме на нашите канали, како и сите офлайн содржини како ова, прво ги добиваат членовите на нашата Patreon заедница, а потоа нормално и истите ги објавуваме на нашите социјални мрежи и канали. И дополнително оние кои што потенцијално имаат проблем, значи моментално има проблем со уплатата, не можеме да разбереме зошто некои од македонските банки одбиваат да наплаќаат на Patreon, не можеме да разбереме зошто, за жал не можеме да помогнеме. Значи Patreon апликацијата и нас едноставно немаме никаква допирна точка во однос на делот со плаќање. Тоа оди директно преку самата Patreon апликација, а спротивно доколку сакате, значи на годишно ниво може да уплатите членство, кој што ќе ви даде 30% попуст од вкупната количина и на тој начин нема да имате никаков проблем во однос на уплатите преку банки. Сето тоа ќе биде завршено со имејл на cryptogamidja@gmail.com. Кажете ни која адреса ви одговара и можеме да ви помогнеме да уплатите годишно членство. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Crypto Gamidja.